Пред 10 години професорката Билјана Ванковска се обиде да собере потписи и да се кандидира за председател на Македонија. 10 години подоцна е поддржана од политичката партија Левица и повторно собира потписи за председателски кандидат. Ванковска е денешен мој гостин. Добре дојдовте, професорке, во студиото на Еденон. Благодарам на поканата. Колку имате собрано потписи? 2700 беа вчера попладнето. Не, тоа е застарена вест, веќе сме до половината. Веќе сме до синоќа некое време, мислам близу 5000, 4800, 900, така нешто. Кога очекувате да бидат собрани потписите? Правиме напори да ги собереме пред да почне гужвата, како што велам ја, на големите, нели? Бидејќи тие без потреба ќе создаваат гужва, зборувам за ВМРО, ДПМН и СДСМ, кои најавија доцна конвенции, доцнак излезат со официализирање на своите кандидати, а сепак сакаат да собираат и потписи, иако има 30 пратеници. Тоа ќе создаде неверојатни гужви. Вие ме подсетивте на ова мое искуство од пред 10 години, кога во тоа време тогашниот кандидат, односно председател Иванов, го направи тоа во последните денови часови и тоа создаде неверојатни трканици. За 2 часа ги собра потписите. И тука е тоа манифестирање колку сме ние моćни, колку сме дисциплинирани, така што сакаме навистина на овој еден поспокоен начин, еден обичен народ, свет кој си има и работа, и деца, и обврски, да си најде време. Викендот беше одличен. И сега, ако веќе ме враќате назад, за 2 дена, 3, практично собравме онолку колку што мене ми требаше 15 дена да соберам. Така што сум овој пат убедена дека одиме на гласачко ливче. Со кои ветувања влегувате во председателската трка? Во оваа фаза можам само да ви ветам дека ветувам нов наратив, нов пристап во понудата и мислам дека ќе се разликувам од сите кандидати. Од сите заедно, како блок. Во која насока ќе се разликувате од сите кандидати? Во сите оние надлежности што се предвидени, нели, за председателот, се разбира, постојат оние, како да речам, и флоскули, и фрази, и работи што ќе ги повторуваме нужно, бидејќи уставот го бара тоа. Меѓутоа, мојата визија за таа позиција е дека личноста остава белег и мислам дека еден малку поинаков стил на третирање на институцијата, водење и нормално представување на државата, она што досега ми се чини е најтравматично и поразително за граѓаните на земјата е начинот на кој ние се представуваме пред странските фактори како мали, беззначајни, со подвитка на Да, но треба да се подсетиме дека ние сме парламентарна демократија, председателот и нема некои големи надлежности. Ќе представувате државата еве како потенцијален председател. Така. Да, но нема председател од големи надлежности. Зошто го гледате тоа како добра позиција? Видете, за мене е неопростив правен гаф или свесно заобиколување на уставот, начинот на кој беше подпишан Преспанскиот договор. Тоа е надлежност на председателот на републиката. И сега, ако вие ми кажете дека е тоа беззначајно, јас ви кажувам дефинитивно не е. Штета е што тогашниот председател, иако отпосле покажа гард и некаков отпор и се, тоа беше too little, too late, премалку, предоцна. Така што председателот, ако си ги врши уставните надлежности и не биде привезок на владата и послушник на структурите кои ќе го стават тамо некаде наводно, тој може. Значи, јас верувам во моќта на личноста, на интегритетот, на, ако сакате, дури и партнер во формулирањето на надворешната политика, во другите политики, таму каде што... Партнер доколку владата одлучи дека ќе биде ако партнер? Не, ако владата одбие, тогаш председателот има начини да се обраќа во собрание, да комуницира со јавноста, да биде глас на граѓаните, да биде трибун, народен трибун, би рекла, затоа што овде ние имаме власти кои се глуви и слепи. Тогаш кои ќе се заседнат на своите фотели на моќ, престануваат и да мислат на своите ветувања. Вие ме прашавте ветување. Мене тој збор ми е малку необичен, не сакам ветување, не сакам празни ветувања, меѓутоа визии да, позиции принципиелни,
И тогаш, кога ќе се обврзеш пред народот и ќе ја побереш довербата, тогаш тоа ќе те обврзува секогаш во твојот мандат. И мислам дека на граѓаните им треба некој кој ќе биде гласен во пренесување на она што е општо познато. Знаете, ние имаме ситуација во која на очиглед на јавноста се крши устав, се крши закон, а председателот врши некои церемонијални работи што се тотално беззначени, како паднат од Марс. Професор Кедано, ајде да видиме од другата страна, ако председател не потпише указ, повторно ќе биде изгласен законот во собрание и пак ќе си помине. Така истото би било и со уставните измени доколку се случеше, впрочем го видовме тоа. Председателот тогаш не ги потпише уставните измени, повторно бе изгласан и повторно помина. Тоа би било само на зборови, не би било на дела. А видете сега, ако тргнам ја по вашата логика, да одам сега во Дики да си ја повлечам кандидатурата без значање председателот. Не, јас сум решена дека оваа позиција е девалвирана од начинот на кој била досега вршена. И мислам дека заради она што ние теориски го викаме тежа и против тежа, check and balances и така натаму се теориски поделбата на власта, иако сме парламентарна демократија и тоа многу хибридна, многу деформирана со партиско-етнички трибални елементи на решавање во затворени кругови, без транспарентност, без јавност. Мислам дека председателот тука може многу да внесе како една личност и институција која ќе може да се обрати и на собранието, и на председателот на владата и на владата, затоа што некои ингеренции ги делат. Значи, јас ќе се мешам во моите надлежности и нема да оставам владата или министерот за надворешни работи да ме извести дека потпишува некаков договор во име на државата. Да, но сега веќе не може ништо да се направи во врска со Преспанскиот договор. Може. Како на пример? Па нема да ви ги кажам сега. Чекорите се разбира, кога ќе бидам заедно со сите кандидати, јас ќе припаѓам веројатно на дел од кандидатите кои ќе тврдат дека тоа може да се смени. Ако нема такви, окей, јас ќе бидам единствена и тогаш ќе зборуваме за начинот на кој тоа може да се промени. Значи нема ништо во камен заклесано, ништо не е вечно, вклучително ни нашиот устав, ни рамковниот, ни преспанскиот, ни бугарскиот. Значи, ако така гледаме фаталистички кон собствената судбина, тогаш сите во Вардар и да речеме готово, немаме алтернативи. За да се промени уставот, повторно ни треба двотретинско, ни треба бадентер, ни требаат многу работи. Треба многу работи, меѓутоа ми се чини досега не е ни започната воопшто сериозна дебата околу сите, знаете, бла-бла, граѓански устав, со ова етничка сегрегација, веќе се претера, мислам, веќе не знаеме каде одиме. Колку е добро за Македонија граѓански устав да имаме? Мислам, единствено решение за спас на Македонија. We the people, ние народот е формула која важи во сите држави, вклучително и во балканските, а ние сме се фатиле да пребројуваме ДНК, крвни зрнца и слично и тоа го водиме до апсурд. Значи воедно се согласувате со против кандидатката Силјановска Давкова? Да, меѓутоа ја има таа позиција, меѓутоа дотуше не била ни во позиција, зашто не е станала председателка, ќе видиме нели во идниот период. Меѓутоа, нов устав ми се чини нешто што е итно потребно. Баш пред некоја година имаше Ману голем научен собир по повод 30 годишнината од државноста и врвни правници, наши професори, мои професори како Шкарич, Камбовски и други да не набројувам, сите до еден рекоа дека овој устав е неодржлив и е веќе не само заради непочитувањето, туку заради оние крпеници, амандманите јас ги нарекувам како фустанот на пепелашка кој закрпи овде малку, закрпи онде малку и веќе немате дух на уставот, нема општествен договор. Професор, ќе да се вратиме малку кон председателските избори. Лидерот на ВМРО-ДПМН вчера рече дека имало опозиција која што глуми опозиција и собира потписи. Тоа се однесува на вас, претпоставувам, и на партијата која што застана зад вас. Како го коментирате ова? Јас го искоментирав прв пат таква некаква формулација беше кажана и се
стега низ овие проопозицијски, односно ВМРО-вски, би рекла сега отворено, медиуми, бидејќи левица е речиси забранета на националните медиуми, така тек тук понекаде се појавува. Значи, тие тргнаа со една многу опасна, авторитарна матрица на гледање, дека пленот е само наш и дека секој оној што ќе се обиде да си го оствари своето демократско право да учествува во надпреварот, без оглед со каква идеологија, програма, добра, лоша, тој ќе го проценат граѓаните, дека е натрапник, дека е дистрактор, дека нешто им одзема од големата победа, од не знам над кого они мислат да победат. Значи, тука имаме сериозен проблем. Мене ми ја налепија етикетата на некаков спотер, на некој што ќе му собирале потписи или од СДСМ, или од ДПМН, веќе и самите не знаат кој. И дека целата моја улога е тука само инструментална, да нешто пореметам, да нешто соберам, па потоа да подарам некому нешто. Тоа нема да се случи и мислам дека јас тука не сум важна во овој дел на приказната. Оваа изјава вчера јас ја искоментирав и на мојот Facebook профил, кратко, зашто бев оптеретена со други ургентни работи. Меѓутоа, застрашувачки е дека онаа партија која по сите мерења на јавното мислење води и се подготвува да ја преземе власта, како да не научила ништо од периодот во кој била опозиција. И мене ова месијанско нивно однесување како ние сме тие и никој друг не ми ветува демократска култура, демократски процес, па дури ни фер процес во целава работа. Јас сум веќе мета на еве напади, дури подсмевања или велам сакаат да го девалвираат учеството не само на Ванковска, туку на сите останати кои нели сега сме во процес на собирање на потписи, не знаеме. Ама не знам што друго би очекувале вие во изборна кампања. Знаеме каква е изборната кампања во Македонија. Да, јас сум спремна, меѓутоа знаете запрепастува фактот дека една партија која речиси евидентно, да речам сега, ако то во политиката е да речеме дека може да има и изненадување и верувам јас, инаку не би била тука. Сепак покажува, подобро би било малку да си го скротат оној свој жар и желба за власт, бидејќи грдо делува, не демократски делува, не фер делува кон секој од нас. Ја немам проблем што ја не одам на сигурно, да одев на сигурно, ќе одев со некоја голема партија, така? Јас одам со некој, да речеме под наводници, лузери, односно така ги презентираат. Ама ние веруваме во волјата на народот, во автентичната мобилизација и мислиме дека ваквите големи пораки се дрски, арогантни и недемократски. Во предметот политички системи користите литература од Гордана Силјановска-Давкова. Да, и таа користи од мене. И сега ќе бидете против кандидатки, какви ви се односите со Гордана Силјановска-Давкова и како мислите дека ќе се однесувате на овие дебати што ќе следуваат и зошто мислите дека вие сте подобар избор од Давкова, чија што литература ја користите, па ети обрат? Не, немојте така со литературата. Точно е дека Гордана Силјанова-Давкова прво ми беше асистент на факултет, јас ја знам како моја асистентка од студии, потоа станавме колешки, а помлада, таа постара, сме биле во многу битки. Значи, ако почнете да листате на кои се големи настани од политичката историја сме се наоѓале заедно, секогаш сме биле на истата принципијална страна. Меѓутоа идеолошки се разликуваме и ние две си имаме многу богата, убава дискусија меѓусебна, кога ќе се чуеме на телефон, кога ќе сретнеме, значи таа е либерал, барем колку што јас се сеќавам последен пат јавно кога го има. Не, и онака дури кога се кандидираше за претходниот овој циклус председателски, кажа дека не е член на партијата, дека има либерален поглед на светот, мојот е левичарски поглед на свет. Така што јас, да ви кажам право, би била многу среќна, задоволна, радосна да покажеме што значи вистинска дебата. Ние две комуницираме, си посакавме среќа, кога таа слушна за мене, кога ја слушнав за неа.
Меѓу нас нема да има валкани работи, ја не знам што ќе прават партиските машинери, медиуми, социјални мрежи од сето тоа. Знаете, нашата јавност знае да биде и гладијаторска. Јас се надевам дека две професорки треба и им должат и на своите студенти и на јавноста им должат еден достоинствен надпревар на идеи и на визии. Ние ќе се разликуваме. Значи, и Гордана Силјановска е извонредна и некој со кого ти е задоволство да разговараш, дури ако не се согласуваш. Добре, ве додиме на она што го бара Демократската унија за интеграција, односно да се бира председател во собранието. Како гледате вие на ова? Дали е враќање на назад во демократијата, одање на напред? Што е според вас тоа што го бара ДУИ, доколку се донесе? Видите, она што загрижува во албанскиот блок не само ДУИ, сега тука целината да ја земеме, знаеме дека таму па си има некој внатрешен надпревар динамика. Оно што мене ме разочарува е отсуството исто така на демократски проблик, дека е доста 20 години на наметнување на некакви етнички клучеви, по клуч, по овој да биде председател, овој да биде подпредседател, па ќе се договарале елитите зад, значи ние како граѓани сме тогаш непотребни. Јас во мојот учебник политички систем што го цитиравте, имам извонредна анализа на консоцијацијскиот модел во Македонија, тоа е таа биетничка практично држава што ја живееме, и имам сериозна критика кон тоа, а сега се доведува до апсурд, се доведува до, би рекла, либанизација. Значи Либан, земја која страдаше во многу крвава граѓанска војна и која се уште за жал нефункционална и со многу тешки проблеми, се обиде тие своји секташки проблеми да ги решава со такви клучеви. Овој од таму ќе биде ваму, па потоа ќе се ротира и тоа не функционира. Оваквите предлози мене ме загрижуваат и практично ми покажува дека 20 на години по вооружениот конфликт од 2001 и рамковнава демократија, ние никако да научиме дека тоа беше механизам за решавање на конфликтот, за нормализација на односите, за да потоа исчекориме во една нормална демократија, каква што има и на многу други места во светот. Ова би одело уште подлабоко во копање на етнички ровови и киднапирање на политиката од рацете на граѓаните во рацете на етничките елити. Тоа е нешто за мене погубно. Знам дека сте критичар на Европската унија и тоа јавно го имате кажано многу пати низ годините, не е нешто ново, па сега да го вртиме на таа страна, но еве Македонија чекори кон Унијата, застанавме на патот поради Бугарија. И сега имаме еден договор за добрососедство кој што треба да се почитува, потоа изгласавме во собранието уште едно нешто во врска со Европската унија, оној француски предлог така наречен, и треба да имаме повторно уставни измени. Како вие како председател би се однесувале за нив? Тој сум го кажала и на друго место, ако веќе зборуваме за овие, ја ги нарекувам 3 тега, што ја влечат Македонија удоле во Бермудски триаголник на 3 договори, кои се одстапуваат од демократскиот концепт и визија. Ова е можеби наједноставниот да се расчисти. Европската унија е во таква длабока сопствена криза што веќе не знае дали е привезок на НАТО, дали војува, не војува, ќе прави своја армија или Трамп ако дојде ќе биде многу интересно и слично. Средствата и благосостојбата на која се надевавме е веќе минато дури и за европските граѓани. Ние малку можеби следиме, меѓутоа дел од нас се свесни за она што се случува од доздола во европското општество. И Европа е еден доста турбулентен континент во моментот во политичка смисла и нели се подготвуваат за избори и сето тоа. Така што нам не ни е проблем само Бугарија и таа приказна со промена на преамбулата. Јас сум за тоа дека оној асиметричен договор за така наречено пријателство е
анахронизам, затоа што ако живеете во свет во кој државите се обврзале се членки на Обединети нации, не се напаѓаат меѓу себе, какви специјални пријателства треба, а при тоа со вакви пријатели не ти требаат непријатели. Тоа е до тој апсурд доведено. Во тој договор нема предвидено промена на устав, има предвидено лесна, едноставна постапка за раскинување, што не значи нарушување на односите, меѓутоа значи преговарање на порамноправна основа на она, особено во делот на она што го викаат заедничка историја. И потоа убаво забележавте дека тоа прерасна во некаков така наречен француски предлог. Собранието на мала врата протна нешто што е како владен заклучок кој тоа е таква една небулоза од правна акробација во која владата сакаше товарот да го префрли на собранието и успеа. Левица знаете дека се обиде со овој референдумски, да речем, потфат да го поставиме на прашање на граѓаните. Меѓутоа Талат Џафери си ја истера својата приказна и тоа не дојде пред граѓаните се изјаснат. Јас сум убедена дека отпорот точно тоа се го гледавме и изминатиот период. Како вие како претседател би се поставиле кон тоа, освен раскинување, нели како што велите има лесно раскинување на договорот за добрососедство, од друга страна не очекуваат уставни измени доколку сакаме Европа. Не ја прифаќам таа хамлетовска дилема и мислам дека е многу погрешна, затоа што ако беше така, Украина немаше никогаш да почне преговори. Сам кажете ми како може држава во војна, која едва и функционира и да не се странските практично инекции во буџетот, таа држава е нефункционална, не може да функционира, а вие тврдите дека е таа подготвена за преговори, а ваму Македонија заради преамбула, замислете се, дури не е некој сериозен член, туку преамбулата, така што тоа е една замена на тези. Европската унија си ги крши сопствените принципи, милион пати ги има прекршени со Бугарија и со Романија и кого све не прибра тогаш кога геополитички значеше. Ми се чини оној момент кога Македонија ќе покаже гард и интегритет и тие ќе се преиспитаат дали оваа земја им е потребна во нивната геополитичка математика. Пако можат на Украина, на Грузија и на Молдавија да им прогледуваат низ прсти за работи за кои барем ние ги имаме исполнето, тогаш ќе преговараме на поинаков начин. Добро, каде би се движела Македонија ако не оди кон членство на Европската унија? Знаете, имаме една тука метафора која многу често употребуваме, ќе одиме. Ние никаде нема да одиме, затоа што тука сме, локацијата ни е тука. Да, но тоа е начинот најлесен за објаснување. Да, велам, како метафора, цело време размислуваме, при тоа не размислуваме дека она што ни е под носот, буквално од депонии, од реки уништени, од земјиште со фотоволтаични панели, а плодно земјиште и така натаму. Значи, ние си уништуваме земјата која ја имаме со верба дека ќе одиме некаде. Не, ние треба прво да се упристоиме и да си станеме една. Јас сум суверенист, како што реков, јас сум за тоа да си засукаме ракавите, да си ги средиме дома работите, прво со овие што крадат и се корумпирани. Значи, изгледа дека Македонија е богата држава, ако крадат, ние некако преживуваме, иако со долгови. Тука е нашата главна задача. А потоа, втор чекор е ова што велиме Европска унија и така натаму. Нас ни е добре дојдена секоја помош однадвор, меѓутоа не туторство и не старателство како да сме колонија. Да, но што би се случувало Македонија како самостојна суверена држава преживува 30 години, но со многу помош од страна? Како ќе преживееме доколку си се затвориме самите тука, да речеме, нема Европска унија, ќе излеземе од НАТО, не сакаме ништо од никоја страна, сами ќе се седиме. Како оваа мала држава ќе опстои, како ќе преживее? Тоа е многу поедноставена приказна на светот, која е радикално променет и ми се чини дека целата таа приказна, како беше она прво, патот до НАТО и ЕУ води преку Охрид, па преку Зајас, па преку не знам што и така натаму, да не набројувам, се ние некои патишта наоѓаме за да стасаме таму, тоа таму е променето, тоа не е тоа кон што
ние овде како бајка го пред. Тоа е бајата работа. Значи ние живееме во мултиполарен свет и никој не може да рече дека ако не влеземе во ЕУ, ќе пропаднеме. Па толку држави не се во... Па и ние 30 на години не сме во ЕУ. Ама вината, колку што е наша, заради ова што го кажав, од корупција, од еден тип на владење што го нарекуваме стабилократија, во која вината наоѓам на Брисел и на Вашингтон. Тие ќе ги одберат, како викаат, имаше една изрека од Кисинџер, ми се чини, тој е неранимајко, благо кажано, друг е изразот, да не бидам вулгарна, тој е неранимајко, ама е наш неранимајко. Што значи, ќе одбереме некој кој ќе ги исполнува нашите геополитички барења, пак таман и да подкрадува, и да подлажува, и да прави ова и она. Значи, такви прислужници не доведоа ваму докаде што сме. И мислам дека таа работа веќе, ако сакаме да бидеме држава, ако сакаме да бидеме колонија, ќе избираме вакви марионети кои некој ќе ги поставува однадвор и тие ќе владеат во наше име. Тука мислам дека овие наши странски ментори кои работи кои никогаш не би ги дозволиле во своите држави, ги дозволуваат во Македонија заради повисоко добро, односно геополитички интереси. И биле врховен командант на земја членка на НАТО, која што е против НАТО? Тоа не е еднократен чин, да, мојот принципиелен став се предавам на мировни студии и ненасилство и верувам во мирно решавање на спорови и ми е ужасно тешко да гледам што се случува во Газа и цел свет си молчи, се крши меѓународно право елементарно, значи оние обичаи што се вели на хуманитарното право веќе не важат, за Женевски конвенции и други акти да не зборувам, она што се случува во Украина исто така и никој не се секира зошто нема преговори, зошто Обединетите нации не се активно вклучени, сини шлемови, хуманитарна помош и сето тоа. Така што каков врховен командант ќе бидам, тоа ќе биде процес, тоа ќе биде еден процес во кој ние ќе треба да преобмислиме нашата одбранбена политика. Знаете зошто? Затоа што начинот на војување се смени. Никој до Украина и не веруваше дека ќе гледаме ровови, мобилизирање на момчиња собрани од кафулиња, па пратени на фронтот, кој се топовско месо, кој половина милион луѓе загина таму. Да, но тоа не се случува во Европа веќе. Видете, дали Европа или не Европа, мене подеднакво ме боли и кога не е во Европа. И кога беше, јас, ако се сеќаваат нашите гледачи... Ама јас бев и против војната во Ирак, и Авганистан, и Сирија, и значи Либија, и сите овие работи што Западот ги почна како хуманитарни интервенции, завршија така како што завршија. Така што тука сум безкомпромисна дека не можеме да ги ослободиме, амнестираме од вина. Тие се виновни и соучесници во геноцид и во се тоа што се случува. Јас сум за тоа да припаѓаме на делот на светот кој ќе работи на градење дипломатија, на градење мостови, макар и примирје е подобро од умирање на деца, на жени, на нејаки луѓе и деструкција на една земја на која колку години ќе треба да застане на нозе. Ако не дај Боже работите тргнат на лошо, ние не сме ни свесни дека е НАТО нуклеарна алијанса, дека НАТО поседува нуклеарно оружје и дека светов, ако сите тргнат во една насока, и ако никој не размислува со своја глава, дека нема кој да не заштити. Ние буквално и армијата што ја имаме, и ова што го имаме, од таков вид на воена закана нема одбрана. Така што мислам, се ова само нафрлам идеи околу кој не јас како врховен командант, туку воениот врв, воените стручњаци, значи би преобмислиле што да се прави. И само кратко да кажам дека многу држави членки на НАТО веќе размислуваат околу регрутацијата и конфигурацијата на нивните армии во духот на научените лекции од Украина. И сега веќе размислуваат дали 2-3 месеци, 6 месеци обуки на населението, што е регрес, што е цивилизацијски регрес. Ја не сум за тоа.
Меѓутоа, бруталноста на состојбата во која живееме, светот во кој се наоѓаме, налага да и модерни држави кои имаат професионални војски веќе размислуваат дека тие не се доволни ако дојде до некој друг вид на воен судир. Да, во едно друго интервју кажавте дека мислите дека Македонија треба да излезе од НАТО. Како ќе се однесувате вие како председател кон НАТО алијансата? Ако го имате веќе тој став. Видите, сите не убедуваат дека е НАТО миролюбива алијанса која шири демократија, која шири пријателство и така натаму. Ако е така, нашите НАТО пријатели ќе разберат дека една сиромашна земја не може да издвојува 2% од својот GDP за да купува оружје, при тоа да немаме децава, ги лекуваме со донации и системот се распаѓа. Сега да не ве враќам на почетокот на нашиот разговор, меѓутоа посетете било која канцеларија на ДИК, значи ова е само како пример. Колку е гнил системот, тие луѓе, зборувам за службениците, работат во нехумани услови, во некакви дупки, бараки, ужас. Значи таква држава и вие да ми кажете дека е поважно за НАТО да издвојуваме пари, јас тоа не го прифаќам. НАТО, ако е миролюбива алијанса, ако е пријателска кон нас, ние доволно сме дале од партнерство за мир, сме учествувале во сите нивни тие операции и слично, нема зошто да не нападне, зошто ќе станеме непријатели. Има и други држави што не се членки на НАТО, па не се, Ирска не е членка на НАТО, па никому ништо, тоа се прифаќа, значи државата има своја суверена, да речам, волја, идеја и намера да си обмисли односите со соседите. Ја не би сакало соседите да ги гледаме низ нишан, ниту тие нас. Сега се гледаме заради глупави идентитетски работи, што се од елитите. Следното прашање, ако Грција бараше од нас да го смениме името и сега го вратиме името Република Македонија, ако со Бугарија ги прекинеме сите односи за решавање на споровите, па како ќе се нема да се гледаме нишан, како ќе се гледаме толку мирољубиво и со Грција и со Бугарија? Па видите, сега вашето прашање содржи еден одговор кој значи добро, ајде да си траеме да не биде и полошо. Тоа ми се чини еден духа. Да, ве разбирам поентата, меѓутоа ако така ги гледаме работите, тогаш навистина ајде да си дигнеме раце и нека ни менуваат и устави и се што сакат. Значи, раскинување на еден договор не е херојско дело, ниту непријателско дело. Ниту па беше херојско кога го подпиша. Верувате дека Грција нема да го гледа тоа како не непријателско дело, ќе го гледа како пријателско дело? Па ќе се обидеме да разговараме со дипломати, значи имаме дипломатски односи и мислам дека и дел од грчкото општество не е среќно. Појдете вие во Грција и кажете им дека сте од Норд Маседонија и одма ќе ве погледнат попреку. Значи нив им е тешко да го прифатат ова и знаете дека дури се оние легендарни патокази кои не се променет и така. Значи тука постои нешто што зборува дека ние конфликтот со Грција не сме го решиле базично, значи на брзина подпишано нешто што создаде една рак рана во македонското општество, посебно кај македонците, при тоа не го промени драстично ставот на Грција, иако е грчката страна е победникот, добитникот, таа доби се што практично сега. Иако, велам, дури и по тие услови, нештата не се таму толку прифатливи. Ние, значи, сме пропуштиле мал милион прилики да развиваме друг вид на дипломатија и добрососедски односи со грчкото општество и не се само владите, знаеш. Јас, да речеме сега како левичар, сум во добри односи со левите струи во Грција, и со Варуфакис, и со многу други, сега да не набројувам. Така што, сакам да кажам, гледањето и на Европа, и на соседите не е еднодимензионално. Значи, ние бараме сојузници и да докажеме дека е можен диалог и можно разбирање. Значи, јас со моите грчки пријатели немам никаков проблем за името. Тие сметаат дека ова што е направено на Македонија е неправда. Тие сметаат дека е неправда. Значи, ние имаме една црно-бела слика што ни ја презентирале одгоре од тие што подпишаа и кои се уште се гордеат со своето дело, а мислам дека направија катастрофална работа. Да, интересно што ги споменавте патоказите, мислам дека никаде во светот не пишува во патоказите име на држава, туку име на главниот град, меѓутоа тоа е
Една друга тема, ево Србија кој ќе отидете пишува Скопје, не пишува Македонија. Кога ќе гледате од тука кон другите држави пишува Белград, Софија, не само пишува што име на вамо се држава. уште пишува neighboring state или она Скопје пишува. БРД. Не, има на разните овие приоди, имате различни варијации на тема. Така што тие се вадеа на нивната локална самоуправа и градоначалниците имале некаква своја моќ да одлучуваат и така, а ние прифаќаме се што ќе ни се сервира. Така што и видете, ги забораваме меморандумите за соработка, нели тој договор од 20-30 страници предвидуваше соработка во ова, во не. Ништо тоа не е поминато во грчкиот парламент. Што значи постои рачна кочница. Тие си го оствари ова што нив им беше битно и тоа од популистички причини. Што на грчкиот обичен човек кој штрајкува за леп, за работа, зашто гледате, мислам, грчкиот народ е, ја многу го сакам затоа што е борбен, затоа што знае на улица да излезе, знае што е демократија, не секогаш им успева, меѓутоа мислам дека се инспирација и она што Европската унија им го направи во 2015 година, иако да речеме некој би очекувал да ги гледам како непријателска држава и да речам така им треба, не, јас сочувствував со пензионерите, со работниците, со сите тие луѓе кои страдаа затоа што некој ги уцени, им свитка рака за да, и знаете, референдумот нивни како заврши. Впрочем, како и овој нашиот од 30 септември. Пред 10 години, кога не ги собравте подписите, рековте јас се повлекувам од јавната сцена, нема да пишувам на Facebook, нема да се појавувам во медиум, единствено ќе остане мојата колумна. И сега, доколку не победите на овие избори, ќе се повлечете повторно или ќе останете борбено во политиката? Тоа беше исцрпувачко време, кој сепак ја го паметам како едно многу романтично и мојот тим волонтерски, тоа беа преку 20-30 луѓе кои претходно не се ни познаваа. Меѓу нив има и дел од левичарите кои се сега во партија, а тогаш уште немаше партија. Така што сега споделуваме, си ги асоцираме тие, навистина чудо сме направиле со победа на една ваква државна администрација која не е променета за милиметар. Од како да ги најдете лавиринтите, канцелариите и сето тоа, да не ве заморувам со тоа. Во тој момент не само што јас бев презаситена и исцрпена, имав потреба од одмор, меѓутоа дојде и промена на јавната сцена, зборувам посебно за овој дебатен, да речам, круг на емисии, на студија, во кој нивото на дебата падна и не се повлеков само јас, ако размислите подобро. Вие бевте единствената што јавно каже, јас се Добро, повлекувам, не ги собрав подписите, крај. Не толку експлицитно, ми требаше едно време. Индиректно тоа беше. Индиректно, да, што е легитимно и не сум ја должна да бидам на било која социјална мрежа. Во тој момент чувствував потреба да си направите еден пресек, да се смирите со себе, со она што сте го, бидејќи е храбро дело. И јас им честитам на сите овие против кандидати што тргнаа сега, кој сам, кој со некаква партија или движење. Тоа не е лесна работа и мислам дека државата тука треба да помогне ако сака демократија, а не да ги фаворизира големите. Значи нема да се повлечам сосема, меѓутоа ја ќе одлучам за тоа како најдобро можам да придонесам. Она што ме радува е дека и после години, можеби колку 6-7 години во кои јас воопшто во ТВ студио не влегов, со исклучок на една-две инстанции кои беа врзани нешто со Преспанскиот договор. И знаете, тоа е она изреката што му ја припишуваат на Андреќ, и тако доđу времена када паметни зачуте и си велиш добро, кажав се, напишав се, што повеќе од ова. Сега е веројатно време да се погледнам себе, да си сработив многу трудови кои веројатно се цитирани од Силјановска и од сите други, со импакт фактори, тоа во време во кој други се бавеа со политика. Јас бев хиперактивна и мислам дека оставив едно богато научно дело со импакт фактори и поентата беше нашата приказна треба да се каже на англиски,
на меѓународна сцена и да не остане официјалната верзија за Преспа, за ова или за она, која ја мантраат елитите, туку низ научен еден, да речем, пристап во кој ве рецензираат, во кој не оди тоа се што ќе напишете да там, особено таму каде што има високи репери. Јас тоа успеав да го направам и мислам дека дел од македонската приказна ја презентирав пред странската научна јавност, меѓутоа верувам и некоја друга, со една малку поинаква перцепција за Преспа, да речеме геополитиката на Преспа. Кои геополитички интереси се студира и како дојдовме до Преспа и зошто, по која цена и така. Така што не сум била неактивна, туку сум била активна на друг начин. Интелектуалецот е секогаш активен, дури тогаш кога го нема пред камери, така што камерите се само еден начин на комуникација со јавноста. Да, но јавноста повеќе ги гледа тој дел на работи, отколку она што интелектуалецот ќе го напише. Во секој случај ви благодарам на гостувањето и ви посакувам успех. Благодарам на можноста. Вам почитувани и ви благодарам на вниманието со кое не следевте.